Постапка за Сваровски судиите кои во посебен извештај ги наведе СЈО како судски соработници на извршната власт, најавува судиката Гордана Спиревска, која денеска заедно со уште 4 суди се заколна дека ќе ја чува независноста и професионалноста на судската власт. Во извештајот СЈО го спомна и актуелниот претседател на Врховниот суд Јово Вангеловски, кој по функција е член на Советот, но неговата нова колешка вели дека ќе се бара одговорност за сите што сгрешиле. Тоа е нашата должност, не само да избираме суди и да разрешуваме суди. Така да ништо нема да седи да тапка во место. Мислам дека секе се покрене, сите прашања мора да се расчистат. Мора да и за се апсолутно. Мислам не гледам ни една причина зошто не. Нови членови на Судскиот совет се и Врховниот судија Киро Здравев, Зоран Теофиловски, Лорета Горгиева и Мирсат Сурои, а сите се судии избрани од своите колеги. За начинот на работа, но и за одговорноста на членовите на Судскиот совет, допрва ќе се утврдуваат законски измени во долгите судски реформи кои се одвиваат преспоро. Спиревски истакна дека ќе работат за да ја подобрат перцепцијата за судството. Глењаните и натаму имаат минимална доверба во судиите, а се уште има сомнежи и за политички влијанија и притисок врз судството. Еден од проблемите е расширениот непотизам, па и денес имаше случај кога на член на Судскиот совет му заврши мандат, а на негово место судиите го избра нејзиниот зет. Непотизмот не мора да значи роднински врски. Ако некој колега е стручен и ги поседува сите квалитети, ги исполнува сите услови да биде добар судија, со морален интегритет, мислам дека на таков начин ние ќе го сузбиеме непотизмот. Значи, пред се ќе биде стручноста, основен критериум, а секако не роднинските врски. 5 судии се дел од 15 члени од Судски совет, од кои 2 по функција се министер за правда и претседател на Врховниот суд, но и 2 веќе подолго време не се присутни на седниците.